Киро со едно око гледаше подалеку и подобро од тебе, Филипче. Тоа е твојата трагедија, твојата промашеност како политичар, особено како лидер на една партија во која што еден од темелите беше Киро Глигоров. За жал, неговата реченица Македонија е се што имаме, вие не ја разбравте први. Вие, луѓето од неговата партија, луѓето што бевте околу него, ствари ти Филипче не беше околу него, тино време беше нешто со ВМРО се маткаше, нешто советник му беше на министрот Никола Тодоров за здравство, нешто така. Но не е се небитно. Може и тогаш си бил, па после си му бил на овој, па сега пак тамо си. Не е битно. Не ја знам целата историја. Тој таков Киро Глигоров, кој што направи големи грешки, според мене. Бил свесен дека не смее да прифати понуда од 30 милиони долари во куферче, за да го продаде името. Киро Глигоров. Вашиот Киро Глигоров, мислам, од вашата партија, инаку тој беше председател на сите нас. Одбил понуда од 30 милиони долари во куферче, плюс некои други подароци, скапоценности, појма немам вазна некоја, не знам колку скапа била таа врска неа. Тој е таков. Што е најинтересно, посредник на таа понуда му бил твојот политички комесар Филипче. Оној што ги црпите сите ваши политички мудри наративи, или кратко кажано, оној кој што ги црпите сите ваши мудрости, кои што ве доведоа во оваа безизлезна ситуација на најголеми лузери или губитници. Тој бил посредникот. Значи тој бил тој на кога што му било кажано, оди кај твојот председател, понуди му оно што ние му го даваме и види, убеди го да ги земе парите. И вој отишол. Пошто исто такава конструкција ментална како и ти, Филипче. Затоа, он од неговата матрица сите сте излег, да не кажем од неговите ташаци. Вие се што сте во врхушката на СДС, сите од неговите ташаци имат излезено. Ташаци, идеолошки, ментални, како сакате, замислите ги. И никога не треба да чуди зашто сте такви какви што сте. Па после се буниш, зашо, пример, премиерот го спомнал Киро Глигоров во видеото за 35 години независност. Демек тој бил ваш. Глигоров бил вашиот подпис. Колку од вас, Филипче, ќе ги прифатија тие 30 милиони долари да му ги понудеше вашиот политички секретар, за да го смени името? Поточно прашањето ќе го преформулирам, ќе биде вака. Колку земавте, или твојот ментор, колку зема куферчиња, по колку кога го менјаваш името? Твоето менторче, колку зема? Знаеме или не знаеме? Не знаеме. Една будала треба у држава да утврди, да се зинати, да утврди колку имало во тие куферчиња. Ако имало, само нагаѓаме, нели? Но, ако кружило во времето на Киро куферчето, а Киро не го прифатил и не било сменето името, можете да замислите по некоја логика на нештата што се случувало кога се сменило името. Колку куферчиња кружеле и на кои све им биле понудени, кои биле посредници што ги нуделе и така натаму и така натаму. Вие немате прво никаква врска со таквиот Киро Глигоров. Ти реков, тој слеп, со едно око, гледаше подалеку и подобро отколку ти со две очи. Гледал подалеку. Оти ти, или било кој друг денес што сте врхушката на СДС, не верувам дека би одбиле понудани од 5 милиони евра, а не од 30 милиона. Ако беше 30 милиона, ако имало у куферчето, се заборев колку беше точно сумата која што било у куферчето. И што требаше според тебе оваа власт која го прави видеото за 35 години независност на
Македонија требаше да ги рипне тие делови кај што СДС имал некоја удел во одредени ситуации. Зошто? Тоа покажува дека вие да бевте на власт да го правевте видеото, веројатно ќе рипневте многу работи ВМРО што направил за држава. Со ова само тоа го покажа. Со ова твое повторно ретардирано излагање. Контра својата партија, контра рейтингот на својата партија, контра реномето своје и на својата партија, контра историското значење на твојата партија во изминативе 35 години. Ти денес си се посра со тоа твое обраќање. Какво е тоа инфантилно размислување, Филипче, да кажеш една работа дека за овие 35 години само СДС е заслужен? За Македонија ваква каква што ја имаме. А да не правам муабет уврска со тоа каква ја имаме. Значи, ако тргнам тоа да го објаснувам, отидем муабетов 12 сата. Али ајде. Да ме прашате лично, ќе ви кажам дали има нешто за фалење или нема за фалење. Дали треба да се фалиме. Или треба да направиме нешто друго. Ама тоа нема да го кажам. Пошто сите го предпоставувате мојот став кој е. Но, нешто сме правеле 35 години. И ти тоа си го присвои. Ѓумити е твое. Ѓумити, такви како тебе, беа во околината на Киро и на Бранко, кога биле на власт, кога се преговарало со разни шакали, балкански, кога Македонија била на стаклени нозе, загрозена, кога често пати Бранко и таа врхушка на СДС знаела да влезе у некој договор со ВМРО, кога се штитале одредени национални интереси. Го правеле тоа. Го правеле, може би не се знаело у јавноста, ама го правеле. Биле у некои комуникации. И чиста среќа е што во она време, кога Бранко владееше, кога беше као премиера, Киро као председател, ниеден од вас не беше таму да кажува како треба. Уствари, ниеден од вас не ни можеше да му каже како треба ни на едниот ни на другиот. Уствари, ниеден од вас немаше да биде ни во близина ни на едниот и на другиот, пошто ќе ве проценеа за 2 секунди и ќе ве држаа тамо негде да бидете вратари пред влезот у штабот или да развозуете коливе на политичариве кои ќе дојде да ги паркирате тука пред штабов. Као ние пред хотели на оние скупи хотели што на богатите им ги паркираат мерцедесите, лајбасите и таклабасите за одредена напојница. Тоа ќе работевте. У тоа време у СДС немаше ни приближно да бидете у ситуација да имате раководни места у таа партија. Колку е тоа инфантилно, колку е тоа како да кажам, зборува за еден дезинтегриран менталитет, склоп ментален во вашите глави. Кога можеш да кажеш една таква глупост, се што кажал премиерот дека тоа било подписот на СДС за овие 35 години. ВМРО ништо не направил, никој друг ништо не направил. Само вие сте направили. Само СДС направил. Други ве стоеле од страна и само аплаудирали или ви свиркале. Колку е тоа смешно, колку е тоа стварно инфантилно. Нема друг збор за да се опише таквата состојба на свест што ќе си дозволи јавно да мислам. Изгубени сте во космос. Не знаете у која димензија сте. Не знаете. Кај вас веројатно у глава се дешава нешто позебано од Бермудски триаголник. Таму изгледа светлина, не може да излезе, црна дупка ви у глава. Можете, например, наместо тоа, Филипче, да влагаш во полемика, тоест не да влагаш во полемика, него така резолутно да заклучиш дека овие 35 години се што се случило во Македонија е подпис на СДС. Наместо тоа,
можеш да си поставиш едно вакво прашање. Што направивме ние повеќе од тоа што го направија комунистите која дојдоа на власт 45 година, кога буквално наследија држава во пепел, да не зборам тотално неиндустриализирана, тотално земјоделска, буквално од феудално општество кое влезе во современ свет. Конкретно зборам за Република Македонија како дел од Југославија. Да не идеме погоре. Што направивте повеќе од тоа што ни направија? Они ви изградија се. Они поставија се. Они инсталираа се. Секакви институции. Ама поубаво да не навлегувам у тие споредби со тие лошите комуњарите. Поубаво да не навлегувам. Оти пак ќе отидеме 12 саата. Ама реално да си правиме муабет вака. Со на реторичко прашање, дали на комуњарите можеше да им се случат срамовите што и се случија на Македонија по осамостојувањето поради разни квислиншки влади предавнички. Дали Македонија беше возможно и македонскиот народ да го јадат тој срам од 45 до 91 година? Многу реторичко прашање. Одговорот верувам сите го знаете. Нема потреба да се кажува. Немаш никакво право да својаташ нешто што не ти припаѓа тебе, особено не на оваа гарнитура на така наречени социјалдемократи. Тие социјалдемократи од тоа време на Киро за вас беа Роки Балбоа. Иако се жени у прашање од тоа време, амазонки успоредба со ова денес. Воинки. Ова што денес вие го имате у партија. Значи не вреди, не е споредливо едноставно. Не можеш да споредуваш ти Бубамара со Буба Шваба. А не можеш. Со сите фијаска, фелери, други недостатоци кои што ги донесе времето на транзицијата која требаше да се покраде народот на некој начин, за да се создаде класа на тајкуни, која што до ден денеска си прави што сака и се прават дека се прават на 2,5. Везе нема, не сме тајкуни, викаат, ние кај има тајкуни Македонија. Ја знаем и таа приказна, ама сега нема да ја отварам. Само чисто да размислите вака, сите вас, драги мои фейсбуковци кои што ме пратите. Зошто последните председатели на младината комунистичка на секоја република, посебно додека бевме во Југославија, во моментов се едни од најбогатите личности во сегашните држави која се расцепи Југославија? Интересантно, а? Као факт, така? Ај размислете. Уште еднаш ќе го поставам прашањето. Зошто поранешните, последните председатели на младинските организации на комунистичката партија на републиките во бивша Југославија денес се најбогатите личности во секоја република од тие што се отцепи и што денес функционираат како посебни држави? Проверете го овој факт. Најдете ги кои биле последните председатели на комунистичките младини на СФРЈ по републичко ниво и најдете ги денес кај се. У една драма, Филипче, мојот професор, пошто негова драмата, адаптација на Софокле, на Филоктер, ја играв у таа представа, имаше една реченица: мажите гинат, курвите слават. Само тебе нема да ти ја дадеме таа чест да славиш као курва. Нема да ти ја даеме. Ве видовме дека можете да бидете многу јаки курви. Многу јаки. Дека за вас прашање само на цена.
на пари. Колку пари? Вие немате никакви други скрупули, никакви други линии, црвени, зелени, плави, појма немате. Од сите вас сега во раководството да ве соберам вака, нема николку 25 од Киро Глигоров да создадам политичар. Со сите гребови што ги има направено. Ама до толку имал достоинство, имал чест, имал интегритет. Да не прифати куферче со пари и уште не знам колку скапоцени поклони од соседите за да го смени името. До толку имал интегритет. Правил грешки, особено последните години, кога више не владееше, особено после атентатот, кога други му кажуваа што да прави, кога не знаеше кај е. Ама додека беше при себе, очигледно за нешто имал кочница за одредени работи. Не си можел лесно да го купиш. Тоа не може да му се, како факт да му се забележи. Или да не се види. Ама тоа нема никаква врска со СДС. Тоа има врска со човекот и со улогата, функцијата што е вршил во тоа време председател на Република Македонија. Чувствувал одговорност кон сите. Историска одговорност чувствувал. Затоа не го прифатил Филипче куферчето. Историска одговорност чувствувал. Знаел каква штета со тоа може да направи, гледано години после него, од кога ќе замине од функција и од овој свет. Знаел каква штета може да направи, затоа што тоа биле политичари од стар ков, имал од кого да учи. Учел од Тито, учел од Джемал Бједич, учел појма неам од Ранковиќ, од не знам кој, у бивша Југославија. Учел, знаел каква штета може тоа да направи, за разлика од вас слепите при две очи, кои што тоа не го знаете, зашто сте праени од денес за утре. Од мочка, политичари, па уште ќе збориш на цел глас колку вие имате визија, зашто имате визија. Утре кришум да го земете куферчето, за тоа имате визија, секој има за тоа визија. Особено ако има 30-50, сега ќе бидат веројатно тие 30 милиона ќе бидат 100 милиона. Ако не е јаче. 100 милиона сигурно ќе бидат. А и повеќе сигурно. Знаеме, сме го правеле муабетот. Знаеме што е политиката, знаеме што е возбудата да се дојде на власт. Знаеме зошто кај нас се доаѓа на власт. Знаеме кои се очекувањата на некој што сака да дојде на власт. Знаеме која му е целта на некој што сака да дојде на власт. Тоа го знаеме. Но има нешто што се вика одговорност. Дека преку некој праг не смее да помине таквиот политичар ако има интегритет и ако се наоѓа на власт, на моќна позиција. Треба да го чувствува тоа. За она што доаѓа по него. Каква штета ќе направи на оние што доаѓаат после него со некоја своја непромислена одлука, која што била донесена затоа што била подгреана, бустирана од алчност, запалена од алчност била неговата, поттикната од алчност поточно била неговата одлука. Праша го другарите што те стај на чело на СДС, дали фино се осеќа. Да, вака на изглед на сите ни изгледа како фино да се осеќа, кој ќе се јави од негде, од Дубај, од Мубај, од јахти, од махти. Мислам дека кој ќе остане сам со себе приватно, не му е баш така лесно. Ни на него, ни на неговите околу него. Знаеки што направи. Знаеки по право што мисли за него народот кој ќе излезе на улица.
Не е лесно да се живее со тој товар. Но, оние кои што си јаделе маст, ќе си јадат и стап. Така. И рано е зимата. Некои гревови се плаќаат многу подоцна. Вака или онака. Казната ќе дојде. Не можеш ти да направиш несреќен толку народ, да го понижиш, да го фрлиш на колена и тоа некако да не ти се врати. Не мора од народот. Ке ти се врати на друг начин. Не мора од народот. Зашто? Зошто? Праша ги муслиманите зошто. Ги имаш и во партија. Што се клањаат у џамија, у петок и да не праша ги. Праша ги да ти објаснат еден израз. Викаат во исламот арам пари. Тоа се арам пари. Мислите дека Киро не го знаел тоа? Може би го знаел на некој друг комуњарски начин. Во комуњарски некој израз. Ама го знаел токму тоа. Арам пари. Имаш алал пари, имаш арам пари. Од арам пари никој не видел аир. Да завршам со турцизам. Никој. Нема да видите ни вие од ова што сега го правите. Само предпоставуваме што добивате вие за да го туркате бугарашкиот наратив. Што го туркате за бугари во устав без никакви овие запирки. Директ. Без преговарање, директ, затоа што ЕУ ни е битно. Истата таа ЕУ која што игра за бугарите, поточно суди за бугарите. Знаете како е да се игра утакмица кога судијата е подкупен? Многу е зебано. Многу е зебано. Многу е зебано. Ништо не суди во твоја корист. Напротив. Дури мала работа суди за противникот. Дури ништо да не му направиш суди за противникот. И таква ситуација можеш само да викаш судија педар. Ништо друго. Ништо не можеш, он ќе ја заврши утакмицата. Поготоа ако е моќен судија, ако има добри врски у сојузот, она никој ништо не му може. И ако е решено исто горе, кој да победи? Џабе. Можеш Марадона да го имаш, џабе ти е све. Ништо не сте научиле. Ништо. Можам само да предпоставам кога Бранко Црвенковски крена раце од вас. Која година и поради која работа. Можам само да предпоставам. Ама крена раце. И нормално како доволно доблесен, некој што ја кренал таа партија до височините најголеми, која стигнала до зенитот, имаше некоја доблес да не плука. Само да си се тргне и да си ќути. Тоа не го оправдуем, но окей, не сум у главата, може тоа е мудра одлука. Ја не сум до тамо стигнал. Само една работа, да знаеш. Збориме за Македонија како држава за овие 35 години. Се она што вие го направивте од 2017 додека бевте на власт, до сега, од како дојде ти Филипче на власт, не е ни до колена во смисла на достоинствена политика, кога се опрашање владењето на ВМРО овие 2 години, која се на власт. Не навлегувам ништо друго. Кој што изградил, направил, онадил, ископал, засадил, фасадирал. Не одам до таму. Не одам до таму. Само тоа ќе го кажам. Имаат барем доблест сега за сега да кажат не. На сите тие што сакаат да не турат во околности да играме наместена утакмица со потплатен судија. Им кажуваат отворено не. И ти, место тоа да го пофалиш, да го истакнеш, ти викаш дека е тоа најголемата грешка. И според тебе треба да клекнеме, да направиме Хонолулу тамо кај што треба, да пуштиме све што сака и шуто и рогато уставот да влезе, за да сме влезле во ЕУ, у која што ЕУ нема ни да влеземе, by the way.
Никогаш. Никогаш. И го замајавате народот со вашата приказна и како ги пуштиме уговарите на Устава, дека веднаш ќе сме влегле у Европска унија. Ма немој. Дури кога ќе кажете вакви изјави, дури ми доаѓа да помислам дека вие сте стварно инфантилни, дека не се правите инфантилни. Дека оно што им дудлате на бугарите не го правите од тоа што до толку сте продадени. Туку го правите делумно и заради тоа што инфантилно размислувате. Имате, како да кажам, наивна свест на домородци од Африка у 15 век. Таква ви е свеста, рудиментирана. Секако дека не е само тоа, дека тука летаат и некои други понуди, но делумно е и ради ова. Аналфабетизам, незнаење, примитивно размислување на ниво на 2-годишно дете. Без никакви логични размисли уврска со последиците на вашите одлуки. И без контролор во вашата, без суперево, без, како се вика, надзор, некој, убаво реков суперево. Совест нула, свест нула. Пубертетлиско размислување, пубертетлиско водење на политика, пубертетлиски пристап кон политиката. Ќе направам ова, ќе излезам на прес, ќе кажам напан, надразнет, возбуден, без да мислам ни што кажувам, ни у корист на кого го кажувам ова, кој има најмногу корист од оваа работа. Ниту размислувам за последиците за таа работа. Како тоа ќе се одрази во иднината, како ќе се одрази во околината, како ќе се одрази на мене и на мојата партија, како ќе се одрази на народот, на јавноста, на пошироката јавност, потесната јавност, како ќе се одрази? Не. Зашто овој кажал работи што тоа све што кажал било потпис на СДС во видеото за 35 години. Па од тие 35 години вие колку бевте години на власт? Нешто малце помалце од ВМРО, мислам. Така? И како така само вие сте на како само вашиот потпис е тука? ВМРО само да се пофали што има изградено у држава, не можете до ташаците да му стигнете. Со сите тие проекти Скопје 2014 кај што се унадеа пари се ова левата да не знае што прави десната и така натаму. Градеа. А се почна од приказната, дајте да градиме идентитет. Не само идентитет, дајте да градиме нација. Секој да се идентификува со тоа, да се осети горд, да го надразниме, да почне да ја чувствува поврзаноста со некои корени во минатото, со тоа да стекне дополнителна самосвест, сигурност, гордост. Тоа беше позадината на тие проекти, а тоа го разбирав и тогаш, пошто знам од кој луѓе излезе таа приказна уште далеку пред проектот Скопје 2014. Уште у 90-ти години сум седал со тие луѓе на маса. Сум играл у таа представа што ви ја спомнав на професорот Љубеша Георгиевски кај што се збори за ова, филоктет, за тајната на нашето потекло, дека секој треба да измисли приказна за неговото потекло, без разлика колку е таа фингирана некогаш на ова, некогаш на она, некогаш на чисти факти, некогаш на мит, некогаш без разлика. Сум бил присутен, ја добро сум знал што значи 2014 од кај има потекнато тоа. Само друго било проблемот таму. А позадината на сето тоа било многу позитивна. Позадината, зошто, мотивот зошто почнал. Тоа што некој после го злоупотребил за лично богатење е друга ствар. Но, мотивот, позадината е тоа. Тоа ВМРО многу добро го разбира. 300.000 пати подобро од вас. Затоа ја имаат мојата доверба. Во оваа смисла.
дека знам нема да не предадат, за разлика од тоа што ти викаш. И што го тврдат вашите медиуми и вашите политички комесари и партиски мегафони и трабанти. ВМРО нема да не предаде како народ. Каде повеќе на ова ќе не предадат после све ова што збореа? Како би го извеле тоа така, како што викате вие? Вториот протокол ќе го изгласале тајно договор. Како ќе го изгласаат? Со кое лице ќе излезат пред јавноста? Со што ќе го правдаат? Кога ќе излезат преда и ќе кажат дечки, вториот протокол ќе го подпишем, ама мотивов како ќе го правда тоа? Не може да го правда, напротив, кога 200.000 пати се децидни дека нема влагање во устав, нема прифаќање на француски предлози под уцени закани и 300 чуда. Нема ништо без гаранции. Тоа има онака како сламка за фаќање вака, не, уствари за подјебавање малце на Унија. Демек, да, гаранции дајте, пошто знаат дека нема да им даде никој гаранции. Знаат бугарите дека гаранции нема да дадат. И затоа нашиве политикански кажуваат, не, нема проблем, дајте ни гаранции. Уствари знаат едни и другиве дека гаранции нема да има. И нашиве тоа добро, како дипломатска сламка си го користат. Топ, но реално, зашто би биле бре Филипче со Унијата? Зашто би биле? Кога ќе викаш, ама они реално се маргинализираат од Унијата. Тоа е логично однесување на човек, на државник, на народ, на власт, која ше разочарана во таа Унија. Која што таа Унија гледа само зло. Која што таа Унија неколку пати го довела на работ на обстанокот, на работ на преживувањето тој народ, на работ на пропаста, на работ на војната, таа Унија. И се уште го прави тоа. И според тебе е логично и здраво разумски е ти да останеш со тој што ти ја мисли пропаста, што ти ја планира. Ма немој. Од кај е логикава, бе? Логика на малоумнина. Што е, каква е оваа логика? Вие сте политички пубертетли, запамтете го тоа, ако не и нешто полошо. Она што го реков преска, инфантилизам. Политика на инфантилизам водите, на 2-годишни деца. А изгубете ми се да не ве гледам.